Добар ден, почитувани гледачи. Рускиот велемајстор Владимир Крамник ја освои титулата апсолутен светски шаховски шампион, откако вчера во разигрувањето го победи бугарскиот велемајстор Веселин Топалов со 2,5 спрема 1,5. Решавачка беше четвртата партија од плей-офот, кога при резултат 1,5 спрема 1,5 Крамник со бели фигури извојува победа во 45-тиот потек. Токму таа партија ќе ја проследиме на демонстрацијната табла, но пред тоа ќе ви прочитам неколку акценти од сенекешната пресконференција, каде што Крамник одговараше на новинарски прашања. Во ситуација во која што се наоѓате сега, Михаил Талј еднаш кажа: "Главата ми е полна со сонце. Какви беа вашите први зборови по завршување на мечот?" Јас бев многу концентриран на играта и дури кога добивав, се уште бев во партијата. Најголемите мои емоции и мисли беа после потегот топ C5 и јас бев многу задоволен. Но кога јас го исполнив својот 45-ти потек топ B7, радоста веќе помина. Мене уште ќе ми потреба време за да го осознам сето она ништо поминавме. Тоа беше тежок меч и мене ми се чини дека јас добро се справив со него, земајќи ја во предвид и фората која што му беше предоставена на противникот. Веројатно дека тоа е прв пат во мечевите за светски шампион еден од играчите да има еден поен повеќе и еднаш повеќе да има бели фигури. Мене ме радува што јас победив и во такви услови. Новинарско прашање: што можете да им кажете на своите руски навивачи? Многу сум радосен дека круната остана во Русија. За мене лично тоа достигнување е рамно со победата над Каспаров, затоа што во шаховската историја трикратни светски шампиони малку ми настанувале. Но се надевам дека јас на тоа нема да сопрам. А земајќи ја предвид атмосферата која што царуваше на мечот и поведението на противничката команда, да се добие овој меч беше и принципиална работа. Кога одговараше за тоа што се случило во овој меч, значи што овој меч ново донел, Крамник ќе одговори дека интересно е тоа што, а можеби и никој не обратил внимание на тоа, дека во ниедна од 12-те партии немаше сериозен цајтнот. Тоа беше голем чекор напред во однос со претходните мечеви. Сега противниците играа по-бистро, значи по-брзо, по-практично, а тежиштето на борбата се пренесуваше на четвртиот или дури на петтиот час. Но она што е најглавното, квалитетот и така натаму, сето тоа, значи ќе треба време да се проанализира и да се оцени. Во врска со плей-офот, Крамник ќе каже: "Не знам колку беше разнообразна борбата во брзите партии, но во позициите на таков тип како што се случи во втората и во четвртата партија, а тоа се малку подобри завршници, јас сум објективно посилен." И во таа смисла мене и заради тоа имав и среќа што дојдоа такви позиции, каде што практично јас ги имав своите позиции и во нив, без лажна скромност, ќе кажам дека јас играм посилно отколку Веселин. Јас победив во 2 партии, а тој ја доби само третата и тоа кога одеше напред, само напред, во напаѓачки стил. Но сепак, нели, тоа е тај брек, тука се разбира дека има и поголем елемент на среќа. И во врска со тоа што го очекува наскоро Крамника, он ќе каже дека треба за 1 месец да игра против Фриц 10, значи човек против машина. И вика, дали тоа ќе биде последната линија на одбрана, беше новинарското прашање, затоа што компјутерите секој ден играат се посилно и посилно. Крамник одговори: "Се плашам дека ќе биде многу тешко. Со компјутер денес е воопшто многу тешко да се игра.
Во Шпанија, например, секоја година се организираат турнири каде што 3 на 3, каде што 3 компјутери играат против 3 силни велемајстори. И за последниве, за велемајсторите, значи е празник кога ќе добијат некоја партија. А таму луѓето ги представуваат играчи од форматот на Топалов, на Пономариев и така натаму. Јас разбирам тоа дека јас не сум фаворит во тој меч. Но јас би сакал многу да победам затоа што можеби тоа ќе биде една од последните шанси да се направи тоа. Ќе направам се што ќе биде во мојата сила, значи во моите можности, ќе се трудам, затоа што јас веќе имам искуство со игра со компјутер. Но за жал немам толку многу време за подготовка. Но што да се прави? И јас сум професионалец. И така натаму, и така натаму. Значи, тоа беа акценти од синечешната пресконференција. Крамник во 4 парти по забрзано темпо, каде што се играше, каде што секој од играчите имаше по 25 минути плюс 10 секунди од потек, успеа да ја добие втората и четвртата партија. Првата партија со црни фигурите ремизираше во словенска одбрана, впрочем сите 4 партии се игра, во сите 4 партии имаше словенска одбрана, само различни варијанти. Втората ја доби со бели фигури Крамник, третата веднаш се реваншираше Топалов и по резултат 1,5 спрема 1,5 решавачка беше четвртата партија. Токму таа и ќе ја погледаме денес, затоа што меѓу другото тоа е веројатно партија по забрзано темпо со највисока цена досега во историјата на шахот. D4, D5, C4, C6. Воопшто во овој меч сите партии од првата до последната се започнаа со потегот D2, D4. Коњ F3 и главен акцент беше даден на словенска партија, само варијантите се менуваа. Коњ C3, E6, E3, коњ BD7, така наречена меранска варијанта. Ловец D3, D зема на C4, ловец C4, B5. Сега Крамник, како во осмата партија, не дојде на полето D3, што се смета за најактивно, туку дојде со ловецот на E2, ловец B7, мала рокада. И сега, за разлика од осмата партија, каде што Топалов ја извојува и својата прва победа, за разлика од таа партија, тој не појде сега B4 и на коња 4 C5, туку одигра посолиден потек, ловец E7. Веројатно не сакаше да ја предизвикува судбината по втор пат да игра толку остро, веројатно со право сметајќи дека неговиот голем противник добро се подготвил ако настане таква позиција. Но по ловец E7 сега белиот поаѓа напред. E4, B4, E5. Сега коњ D5, коњ E4, не би било добро за црниот. B зема на C3, E зема на F6. Оваа варијанта е доста стара. Веќе се играни вакви партии и во 30-тите години на минатиот век. И позицијата по C зема на B2, F G7, B зема на A1 дама, G зема на H8 дама, каде што 4 дами се појавуваат на таблата, се смета за подобра за белиот. Праксата го покажала тоа. Топалов зема со ловец на F6, а белиот без зема на C3. C5. D зема на C5. Значи сега настанува една интересна динамична позиција. DC5 е вовед во тоа и Топалов, кој што во текот на целиот меч пласираше новости, беше прв што играше нови потези, тоа го направи и во оваа партија. Значи, тука вообичаено е црниот да рокира, а тој веднаш го
зеде пешекот на C5. Со конј C5, при тоа допуштајќи белиот да го даде овој важен шах на полето B5 и да го дерокира. Крал F8. Значи црниот има подобра пешачка структура, гледате, отколку белиот, но белиот има подобра координација на фигурите. Значи црниот крал е дерокиран и сега да видиме што ќе излезе поважно. Дали структурата или пак, значи дали динамиката или статиката во оваа позиција. По крал F8, дамата зема на D8, топ D8, ловец А3. Крамник размислуваше известно време за дама D8, а следните неколку потези беа одиграни релативно брзо. Топ C8, конј D4. Сега црниот не може долго време да стои под маска на ловецот од А3, затоа ловецот доаѓа на E7. И сега овие се тие неколку потези наредни кои што ќе ја пројаснат ситуацијата во чија полза е оваа всушност оваа позиција. Зашто доколку црниот успее да се консолидира, се разбира дека шансите ќе бидат на негова страна. Топ од F на D1. Многу силен потек кој што Крамник го одигра по 2-минутно размислување. А6. Сега црниот не може веднаш да отскокне со коњот, например на Е4, да нападне на С3, затоа што во тој случај белиот ќе даде шах на Е6 и по Ф6 ќе земе на Е7 со шах и понатаму топ Д7 и топ Б7. Значи мора да биде Топалов внимателен да не потпадне под некоја таква тактика и затоа А6 за белиот да го повлече својот ловец од Б5, што ќе рече да се намали контролата на полето Д7. Крамник оди на F1. На F1 ловецот е исто развиен затоа што топовите се поврзани. И сега конј на А4. И сега многу интересно како Крамник ќе ја задржува својата иницијатива, затоа што гледате пешакот на C3 му виси. Но топот да на B1. Значи напаѓа на B7. И тоа се разбира дека може да биде опасно. Се разбира дека се заканува и ловец Е7 и топ Б7 или на ловец А3 топ на Б7. И топот на 7-иот ред е многу активен во моментот кога црните фигури на 8-иот ред се некоординирани. Затоа по топ на Б1 бугарскиот велемајстор Веско Топалов доаѓа со ловецот на Е4, при тоа напаѓа го топот, но топот и онака треба да дојде на полето Б3 за да си го заштити својот ловец на А3. Сега следи замена на полето А3, ловец носи на А3. Топот носи на А3. Сега се разбира на С3 не може црниот да земе, затоа што белиот веднаш ќе го подврже со топ С1. И на коње 2 шах, коњето Д4 ќе земе на Е2 и ќе си го брани топот на С1. Затоа црниот мора практично да се повлече со својот конј и тој доаѓа на полето С5. Конјот на С5 стои одлично, затоа Крамник поаѓа конј Б3 за да го замени, да ја замени таа силна црна фигура, а Топалов крал Е7. Значи кралот во центарот на таблата е релативно безбеден кога нема дами на таблата и практично и ги поврзува своите редови. Топ Д4. Значи тоа е
позиција за која што кажуваше на пресот Крамник дека е негова позиција. Значи позиција со минимален плюс, каде што тој смета дека вакви прости позиции дека ги игра посилно од Топалов. Значи дека ваков тип на позиција не е стихијата на бугарскиот велемајстор. По топ на D4 доаѓаме до следната фаза од борбата. Значи, завршницата е можеби само минимално подобра за белиот. Но ќе видиме дека Крамник ќе го надигра својот противник. А на часовникот во оваа партија Топалов имаше во најголемиот дел од партијата малку подобро време изразено во минута и пол 2, што не е така, се разбира многу. Но цајтнот немаше. Ловец G6 и сега C4. Сега веќе сака белиот, од кога пешакот дојде на C4, да земе на C5 и понатаму да земе на A6. Сега веројатно дека тука Топалов првата грешка ја прави. Тој требаше веројатно да дојде со топот од хаос на D8. Значи да замени еден пар топови и имаше шанси да ја одржи позицијата, а тој ќе видиме жртвува пешак, но дали има сосема доволна компензација, се разбира е големо прашање и по потегот топ C6 партијата ќе оди само на два резултата. Значи само може да добие белиот или пак таа да заврши во најдобар случај за бугарскиот велемајстор нерешено. Замена на C5, топ C5 и белиот веќе има материјален плюс од еден пешак. Останува сега да видиме дали и како Крамник ќе го валоризира. Топ B8 се разбира со недвосмислена закана топ на B1. Првиот ред, основниот ред, белиот без друго мора да го заштити и Крамник правилно доаѓа со топот на D1. Топ B2. Важен шах, топ А7, да се изјасни црниот со кралот, односно да се оддалечи од центарот и од потенцијално опасниот слободен пешак на А2. Значи, затоа беше важен тој шах на А7. А сега, според старото правило на големиот германски велемајстор, Зигберт Тараш, топот доаѓа позади слободниот пешак. Секогаш, значи топот најдобро стои позади пешакот, без слободниот пешак, без разлика дали е тоа ваш или на противникот. Така не учеше доктор Зигберт Тараш. Топ А1. Топ F5 да направи одредена слабост во белиот табор. F3. Топ на E5. Сега гледате, сака Топалов да дојде на E3, па потоа на C3 и на C2, или пак, кој ќе дојде на C3, да размислува и за ловец B1, понатаму исто така како може топ C2. Значи, Крамник со тој топ кој што е псевдоактивен на А7, кој што практично го кочи собствениот пешак, веднаш го повлекува на А3. Дефанзивно, но сите големи војни не се добиваат само со одење напред, туку треба да има и стратешко, се разбира, повлекување. По топ А3 прави грешка, повторно прави грешка Топалов, игра топ на C2. Значи, вистинското решение веројатно дека беше ловец на C2. Значи, ловецот да се донесе, да влезе активно во играта, затоа што на G6 нема голема работа. Со топ C2 практично Топалов загуби едно важно темпо, како што ќе покаже партијата. Топ B3 и гледате веќе белиот пешак е подготвен да појде напред. Слободните пешаци имаат природна тенденција да одат напред. Топ А5, А4. Црниот крал мора да оди на помош, затоа што слободните пешаци во принцип и со крал најдобро доколку може се блокираат.
топ Б5, топ А7, А5, крал Д6, А6, крал С7, стигна Топалов да го покрие за сега полето Б7. Но сега и другиот бел слободен пешак поаѓа напред. С5, топ С3, топ одаа на А5, топ С1, топ Б3, не дозволувајќи се разбира ловец Д3, крал на С6, топ Б6 шах, крал С7 и сега кралот поаѓа напред. Крал на Ф2, топ С2, крал Е3. Ова е 44-тиот потек во кој што Топалов ја прави и решавачката грешка, тоа е превид практично и веднаш ја губи партијата. Тој момент и наплив на емоции кој што го достигнал врвот кај Крамник по потегот топ С5. Правилно беше Е5 и се уште белиот ке треба да покаже техника да ја добие оваа партија. Сигурен сум дека Крамник би ја добил, но ке требаше се уште да покаже на што се е способен, а вака по топ С5 патем да кажам дека топ С5 Топалов го одигра а темпо, че следеше топ Б7 и црниот веднаш е принуден да предаде затоа што губи цел топ. Гледате, топ Б7 е со шах, доколку не земе топ С5 и топ А7, а доколку земе на Б7, например, топ Б7, тогаш ќе следи прво шах, меѓу потек и по крал Б6, да речеме, а зема на Б7. И црниот нема време, се разбира, да го земе белиот топ. И јасно е дека Топалов немаше тука друг избор отколку да ја предаде оваа партија. Значи, така, почитувани гледачи, овој меч за обединување на титулата што се играше во Калмикија, во Елиста, заврши со победа на Крамник по разигрувањето. Во основното време, мечот кој што беше закажен на 12 парти, заврши 6:6, при што Крамник ги доби првата, втората и 10-та партија, додека Топалов ја доби 5-та без игра и 8-та и 9-та. Во разигрувањето по забрзано темпо, во 4 партии по 25 минути и 10 секунди додавање, Крамник беше поуспешен и победи со 2,5:1,5. И за крај на овој коментар да не заборавиме да го проследиме и настапот на нашиот шампион Алкалуит на Купот на европските шампиони, кој што се одржува во Фиеген во Австрија. Во тек е последното 7 коло. Интересно, Алкалуит добро се представи и се представува на овој турнир, многу зависи од тоа што ќе направи денеска. Имено, Алкалуит освои 4 победи, но и 2 порази. Имаше несреќа да игра со многу силни екипи. Практично Алкалуит е поразен од првопласираните две екипи на овој турнир, на овој престижен турнир, каде што Томск, например, минатогодишниот шампион, повторно е начело на табелата по 6 кола, а вториот пораз кој што Алкалуит го претрпе вчера беше од француската екипа Кличи, која што е на второто место. Значи 2 порази, но со 2 супер силни екипи. Алкалуит загуби од Кличи 4,5:1,5 вчера. Откако Кирил Георгиев на првата табла загуби од европскиот првак Нисипијану во Блуменфелдов Гамбит во една одлична партија од романскиот велемајстор, Кожул доби мат од Јаник Пелетие, најдобриот швајцарски велемајстор, додека Недев загуби од Трајче Недев од Павел Трегубов во Гринфелдова индиска одбрана, ремизираа Делчев против Најдич, најдобриот германски велемајстор, потоа Станојовски против Давид и Јачимовиќ против Апицела. Но денес во последното 7 коло, кое што веламе во тек, почна од 14 часот,
Алкалуит игра со белоруската екипа Веснијанка Гран. Значи една силна екипа. И ваков е составот на нашата екипа и на противничката. На првата табла Кирил Георгиев со црни фигури против Алексеј Федоров. Делчев на втората табла со бели фигури против велемајсторот Сергеј Азаров. На третата Кожул против велемајсторот Жигалко. На четвртата Трајче Недев против на третата Зденко Кожул против Андреј Жигалко, додека Недев против неговиот брат Сергеј Жигалко. На петата Станојовски со Луцко и на последната шеста табла денес настапува Александар Чолович, кој што ќе ги одмери силите со интернационалниот мајстор Евгени Мочалов. Значи, еден интересен меч во екипи кои што имаат по 8 бодови, кои што делат место, при што според дополнителните показатели, значи украинската екипа е на 9-то место, а Алкалуит е на 17-то место. И за конечниот распоред на табелата, на местата на табелата, многу ќе зависи денешниот меч на Алкалуит. Да им посакаме успех на нашите шахисти. Конечната резултати табела ќе ги знаеме дури вечер. И вам, почитувани гледачи, да ви закажам средба следната сабота во ова исто време, ќе го прокоментираме резултатот на екипата на Алкалуит на Купот на европските шампиони и веројатно дека ќе видиме некое интересно остварување на нашите шахисти. Тоа би било се за денес. Ви посакувам пријатно попладне. Hopsa! Ajde, živo!